10 пати повеќе прекршоци регистрирал Safe City во Скопје во првите 24 часа од тест периодот за разлика од предходните пробни мерења на полицијата. Дури 110.000 пати се возело со прекорачена брзина, се поминувало на црвено, а биле фатени на камери и околу 1000 нерегистрирани возила. Излегоа на виделина непочитувањата на прописите заради што најмногу луѓе ги загубија животите. И покрај бројните реакции и критики, власта прифаќа и политички удари за да се спаси барем еден човечки живот повеќе. Председателот на владата вели дека се спремни за сите критики, само да се зголеми безбедноста на граѓаните. Апсолутно ја поддржувам примената на безбеден град, проектот, и поддржувам негово проширување на целата територија на земјата. Некои велат тоа ќе донесе критика за владата, тоа ќе донесе силен политички удар. Јас велам, подготвени сме тој политички удар да го издржиме, само да спасиме некој човечки живот. И министерот за внатрешни работи апелира дека при секоја критичка анализа на Safe City граѓаните, стручната фела и медиумите секогаш да го земаат предвид бројот на жртви, 142 кои загинале во сообраќајни незгоди само минатата година. Тест периодот што почна во Скопје, Куманово и Тетово покажал и слабости. Граѓаните кои воопшто не седнале зад волан добиле порака дека имаат направено прекршок. Пробниот период е за да се коригираат сите недостатоци, објаснува министерот Тошковски. Според него, периодот за прилагодување на системот може да биде продолжен и до 1 февруари, се со цел граѓаните да бидат целосно запознаени со Safe City. Констатиравме и слабости, констатиравме огромен број на прекршоци. Негде отприлика околу 110.000 прекршоци се констатирани за период од 24 часа. Само за Скопје? Само за Скопје, катастрофално број. Најстрашното е што негде над 90% од вкупната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина. Ако пропишаната брзина е 50 км на час, толку треба и да се вози. Дали ќе има толеранција за 10% од дозволеното ќе се утврдува допрва по спроведените тестирања, најави Тошковски. Од прописи единствено исклучени ќе бидат брзата помош, полицијата и пожарната, но не и функционерите и државните возила. Најмалку 3 возачи на министри биле казнети досега, рече Тошковски. Нити министерот за внатрешни работи нема да биде екскулпиран од вина во однос на сторен сообраќајен прекршок, доколку го сторија управува моторно возило. Во рамки на она кое што е утврдена процедура за министер за внатрешни работи, за вице-премиер, за председател на држава, за председател на собрание, за премиер на држава и така натаму. Кога се под полициска придружба, тука веќе важат други правила. Вие сакате да чуете нешто кое што би дало еден шмек и доза на еве сега за министерот не важи правилото, ама тоа не е точно. Дополнително ќе има корекција или подобрување на сигнализацијата, како на пример на коридорите 8 и 10, каде што има технички проблеми што би требало да се надминат во следните 2 недели. Според планот на владата, безбеден град ќе биде имплементиран во цела држава во првата половина на идната година. Поставувањето ќе оди согласно бројот на возила, жители и статистиката за сообраќајни незгоди. Safe City е само еден од проектите кои што Тошковски ќе ги спроведува идниот период, нагласи самиот одговарајќи на прашање дали ќе биде сменет во рамките на најавената реконструкција на владата.